Интервјуа, анализи, жешки теми. Политички магазин Пул на Радио Слободна Македонија со Славица Арсова. 10 јуни 2016. Добар ден, јас сум Славица Арсова, ова е политичкиот магазин Пулт на Радио Слободна Македонија. Овој датум кој за средношколците, за основците, значи крај на обврските, почеток на еден заслужен одмор, очигледно нема да биде привилегија или датум на кој ќе почне таквиот одмори за политичарите, особено не за пратениците. Меѓународната заедница очекува реформи, владата најавува интензивно реформско лето, опозицијата и натаму е на улиците и протестира. Дали ќе биде ова жешко реформско лето? Во Пулт ќе разговарам со пратеникот Александар Николовски. Интервјуто ќе почне веднаш по музичкиот вовед. Останете со нас. Назад сме во студиото на Радио Слободна Македонија. Како што најавив на почетокот, мој гостин е пратеникот Александар Николовски. Добро дојдовте во Пулт. Добре најдов, благодарам на поканата. Господин Николовски, само неделава ги испорача своите барања за придвижување кон излез од кризата. Очекувано клучното барање е да се влезе во техничка влада. Кога вашата партија ќе го задоволи овој услов за придвижување кон излез од кризата? Добро, прво мислам дека е дискутабилно што е криза и што значи излез од кризата. Секако дека Македонија има своји предизвици, има одредени политички несогласувања помеѓу политичките партии, но далеко од тоа дека можеме да говориме за една реална криза. Атмосферата и ситуацијата која што се обидува опозиционата СДСМ да изгради во изминативе години е нешто што очигледно не дава резултат, иако јас можам да до некаде имам разбирање за нивните активности, опозиција се сака да дојдат на власт, но далеко од тоа дека успеваат да ги постигнат целите и затоа сметам дека едно непостигнување на цел води кон нови барања, кои што водат до второ непостигнување на цел и така имаме еден цел ланец на неостварени пред се кон нивното членство ветување и заложби, кои што ги прават да изгледаат по радикално во јавност. Секако тоа е далеко од реалноста и не е така. Ние за волја на вистината, како ретко кој, минатата година, морам да подсетам на ова, се одлучивме на политички разговори со опозицијата за еден случај кој што е крајно криминален во секоја нормална европска држава, кога преслушуваат и кога материјалите ги вадите во јавност, без разлика дали се од приватна природа или се од природа која што опфаќа и работни активности, на крај се работи за нелегално прислушување, за тоа се одговара согласно закон. Ние решивме да и политички разговараме со опозицијата за да се надминат тие несогласувања или разлики. Направивме договор од јуни и јули, популарно наречен Пржински договор. Голем дел од тој договор се барања на опозицијата прифатени од нас. Едно од клучните барања беше да се оди на предвремени избори. Да ги подсетам граѓаните, мислам дека некако ја изгубивме таа работа од видикот е дека ВМРО, ДПМН и коалицијата имаат мандат од 4 години кои што го освоија на избори од 2014 до 2018 година. Ние доброволно се согласивме да на помалку од пола го скратиме мандатот и да одиме на избори на барање на опозицијата. Опозицијата беше таа која што побара да има избори во април, ние прифативме. Опозицијата беше таа која што побара изборите да се одлучат од април за јуни, исто така прифативме. Опозицијата беше таа која што повторно ги проблематизираше изборите на 5 јуни. Така што две шанси добија, двете шанси не ги искористија на нивно барање. Следниот термин за избори е во 2018 година, во редовниот термин. Секако во меѓувреме треба и да разговараме и да имаме диалог помеѓу нас и опозицијата, но не диалог на уцени. Така што разговори за техничка влада, експертска влада или како сакаме да ја наречеме, не се прават во една нормална демократска држава каде што граѓаните се представени преку нивните пратеници. Ние кажавме и стоиме на тоа дека доколку СДСМ е спремна да оди на избори пред редовниот термин во 2018 година, ние сме спремни да го разгледаме тоа. Се знае како оди постапката, треба поднесат иницијатива во Собранието на Република Македонија. Треба јасно да стават на знаење дека сите услови за избори според нив се исполнети, за да немаме повторно распуштање на парламентот па дискусии за тоа дали ќе се оди на избори или не. И согласно условите во минатогодишниот Пржински договор сме спремни 100 дена пред тие избори да
се формира така наречена влада за организација на избори, во која што ќе се избере премиер за организација на изборите и опозицијата соодветно ќе може да има некој вид на гаранции дека може да го наблюдуваат процесот на организација на избори. И ако клучна за организација на изборите се Државната изборна комисија, која што согласно исто така договорот од Бржино претрпе сериозни измени и таму во ВМРО ДПМН има само 2 од 9 члена, така што е далеко од сериозно влијание. Тоа е накратко одговорот на ова прашање, значи ја повторам. Изборите се во 2018 година, доколку сега само е спремна да оди на избори претходно. Нека излезат јавно, нека кажат дека сите услови според нив се исполнети, според нас се исполнети и во овој момент. После тоа да направиме процедура во собранието, да ја подржат сите, значи да гласат и пратениците од СДСМ и 100 дена пред избори сме спремни да тоа што го предвидува Бржино повторно го овозможиме. Но, предходно да ја ставиме државата во една ситуација на континуирана дискусија за избори, се одржуваат, не се одржуваат септември, октомври, декември, март, април и така натака, е нешто што ја уништува пред се економијата, затоа што создава неизвестност, затоа што луѓето кои што се во бизнисот не инвестираат, затоа што нема политичка стабилност, затоа што странските инвеститори 10 пати размислуваат пред да дојдат, затоа што исто така не се сигурни како ќе се одвиваат работите, така што тоа е нештетната дискусија која што може да ја имаме и ако е тоа целта на опозиционата сега само треба јавно да кажат, ако е целта паѓа економијата, да се намалуваат приходите во буџетот, да нема странски инвестиции, тоа треба јавно да го кажат пред граѓаните, не ја зборуваме за виртуелни теми како прочестување на избирачки список или влијание врз гласач, ја нема избори и така натака и така натака. Што до тога, што до следните избори, ќе има ли, ќе се спроведува ли реформска агенда како што беше најавено и како што беше побарано и од специјално од германски пратеник Хајндел кој минатата недела беше тука и кој рече дека треба итно да се спроведуваат препораките од извештајот на Прибе и во моментов опозицијата одбива да биде дел од тој процес. Ќе се одбива ли секако независно од нивниот учест? Значи, мислам дека реформите се исклучително потребни на Република Македонија. Ние во изминатиот период покажавме дека знаеме и да правиме, односно да носиме реформски закони во собранието и да ги спроведуваме. После тоа, секако нашиот основен фокус беше економијата и сето нешто е поврзано со економијата, како и земјоделието, здравството, социјалата, затоа што навистина кога прв пат победивме на избори во 2006 година, ситуацијата беше исклучително тешка и тоа беше прв фокус. Тоа секако не значи дека треба да ги занемариме политичките реформи. Ние сме благодарни на меѓународната заедница пред се на Европската комисија, затоа што внимателно ги следи процесите во Македонија. И тоа е одговорен пристап, еден ден треба да станеме членка на Европската унија, секоја година даваат позитивни препораки. Го изработија овој извештај за итни реформски приоритети, популарно наречен извештај на Прибе. Ние сериозно го разгледуваме. Во овој момент работат тимови кои што ги разгледуваат областите една по една, прават приоритети, кои се приоритетни области кои што треба да се преземат и многу скоро ќе излеземе со иницијативи во јавноста по многу прашања кои што се опфатени во извештајот за итни реформски приоритети. Секако, наша цел и намера е да овој процес биде инклузивен, односно да бидат вклучени сите политички партии во парламентот, дискусиите да се водат и доколку е возможно да се најде консензус по најголем број од законите или барем приближно исти ставови помеѓу сите политички партии во парламентот, секако доколку е тоа невозможно помеѓу мнозинството, да се слушне мислењето и на останатите заинтересирани страни, дали се тоа еснавски здруженија, дали се тоа здруженија на граѓани, сите оние кои што се засегнати од и се реални представници на граѓаните кои што ќе бидат засегнати од овој дел. Онаму каде што се работи за пристапување кон Европската унија, да се слушне мислењето на Европската комисија, на сите останати пријатели од меѓународната заедница кои што имаат желба да дадат конструктивен придонес во целата работа и стручно своje мислење и на крајот како ќе се соберат сите овие мислења да се излезе со квалитетни решенија и секако се работи на нивната имплементација. Секако извештајот е многу обемен. Еден пријател од меѓународната заедница кажа дека за ова да се спроведе потребни се најмалце 2 години од хартија да стане реалност.
и тоа е повторно поврзано со одржувањето на изборите. Доколку имаме подолг временски период до следните избори, секако дека може да се спроведат повеќе реформи. Доколку имаме пократок, секако помалце, затоа што ќе остане помалце време и фокусот ќе е кон изборите. Така што ние сме спремни да ги спроведуваме овие реформи и пред изборите и по изборите, без разлика кога истите ќе се случат, затоа што реформите се за доброто на Македонија, не затоа што некој ги бара од нас. Споминавте во одговорот на моето прво прашање дека во изминатиот период многу се лицитираше со датуми за избори. Вчера видовме и во изминатите денови видовме неколку анкети, неколку истражувања на јавното мислење. Пред се мислам овде на Брима Галуп, на Американскиот републикански институт, кој што покажа убедливо водство на ВМРО-ДПМН пред СДСМ, речиси разлика која што не може да биде достигната во куз временски период. Колку е и тоа фактор во одредувањето на датумот за избори? Мислам дека ние имаме едно стабилно водство кое што не е во еден краткотраен период, туку трае со години наназад. Ако следите анкетите, скоро и да не се менува тој сооднос или се минимални разлики. Без разлика на овие флоскули кои што излегуваат во јавноста од опозицијата, на крај сето се сведува од нивна страна за гола борба за власт, каде што нивната цел е многу јасна, да ВМРО-ДПМН не ја води владата и да владата ја води СДСМ, и тоа е легитимно, тоа секоја опозиција го посакува. Проблем е начинот на кој што сакаат тоа да го остварат и најбитно без поддршка на граѓаните. Така што во овој момент, согласно анкетите, сум скептик дека за брзо време би биле спремни да излезат на изборно соочување и затоа, може би не директно од првенците на опозицијата, но од луѓе блиски на нив, во јавно се пуштаат тези од типот на технички влади, експертски влади и така натака, што во превод значи преземање на владата од опозицијата без избори. Македонија веќе има 25 години демократија, десетици изборни циклуси наназад и тоа не може да се случи затоа што традицијата веќе е таква да не може да се случува, но јасна е намерата. И се повеќе мислам дека како ќе поминува времето и овие разлики ќе остануваат, а можеби и ќе се зголемуваат на анкетите, се повеќе желбата и стратегијата на СДСМ ќе биде да се дојде на власт без избори. И да бидам искрен, мислам дека е тоа стратегија на неколку луѓе од врвот на партијата, на која што остатокот од партијата е заложник, затоа што таа партија и победувала на избори, не е дека нема такво искуство и сигурно има таму луѓе кои што знаат како се прави тоа, но во овој момент овие наши политички опоненти на другата страна размислуваат за сите начини, освен единствениот начин, а тоа е да дојдете на избори, да се представите со програма, со луѓе, да покажете зашто сте различни од политичкиот опонент и да ја побарате довербата од граѓаните и да ја посвоите. Таква работа не гледам. Опозицијата и така наречената шарена револуција поставија ултимативни барања кои што треба да бидат исполнети до 18 јуни. Ќе се побрзали да се најдат решенија до овој датум за да се спречи радикализација на протестите кои во изминатиот период ги гледавме на улиците? Па се нашала малце, мислам дека 18 јуни е избран затоа што некаде таму од 20-25 јуни почнуваат одмори и очекувам овие најгласни активисти на шарената револуција за кои што излегува докази во јавност дека тоа не го прават волонтерски, туку тоа го прават за соодветна надокнада, односно надомести, сакаат да ги потрошат дел од парите на некои екзотични плажи, така што претпоставувам дека тој ми е период за пакување на куфери и затоа е овој рок, така што е смешна работа и мислам дека е несериозно е да се коментира. Она што ми е жал е што секој има право на протест и јас тоа го поддржувам. Без разлика ли се 500.000 или 2.000 луѓе и 5 луѓе да се имаат право да искажат своје мислење, но да се уништува јавно добро за кое што пари дале сите граѓани преку даноците кои што ги плаќаат е нешто кое што е целосно спротивно на сето она што декларативно го искажуваат. Во таа насока не мислам дека било кој од оние кои што протестираат е во позиција да поставува ултиматуми. Уште повеќе, двата така наречени ултиматуми се насочени кон судската власт, која што е независна, во нивните заложби треба да е уште повеќе независна, а самите тие во еден комунистички менталитет се обидуваат да наметна решенија на Кривичниот суд и на Уставниот суд на Република Македонија како највисок суд во
државата, тоа зборува се за однос, за менталитет и покажува доколку било кога имаат можност да практицираат власт, како ќе се однесуваат. Ако од позиција на 1000 демонстранти кои што вандалски уништуваат јавни добра во Република Македонија, даваат ултиматуми кон судови, можете да замислите што би се случило во некоја претпоставена ситуација кога би имале повеќе моќи и контрола на институции во државата. Ако ги завртиме работите, протестите кои започнаа против аболицијата, практично треба да завршат со аболиција за насилствата кои што тие ги правеле за време. Апсолутно, една голема разлика. Председателот Иванов, без разлика какви беа коментарите за аболицијата, ВМРО имаше тука многу јасен став. Факт е дека председателот Иванов тоа го направи во рамките на своите законски и уставни овластувања. Политички за таа работа говоревме многу, не би сакал да се навреќам. Но да барате од судот да донесе ваква или онаква одлука, тоа е незаконски затоа што представува наметнување на волја на независен орган. Тука мора да се направи сериозна разлика и мислам дека го сваќаат тоа, но тоа е стилот на действување кое што го гледаме, сериозно влијание врз сите општествени сегменти. Ние во Република Македонија сме можеби единствена држава во целиот регион или една од ретките во која што граѓанскиот така наречен сектор е целосно споен со една политичка партија. Тоа никаде на друго место го нема. Така што ако граѓанскиот сектор не е независен, истиот тој граѓански сектор кој што е споен со партијата, мисли дека треба да е споен и со судот. Тоа е недозволива работа. Да, видовме дека не ни разговараат со граѓански сектор кој не е споен со само на една од дебатите која требаше да се одржи во Европската унија. Аболицијата е повлечена, со тоа практично се целосно овозможени сите услови за функционирање на специјалното јавно обвинителство. Со повлекувањето на аболицијата за 56 теми на кои што ги помилува Иванов, практично остана еден единствен политичар активен во моментов на политичката сцена, кој се уште ги ужива придобивките од можноста на председателите на државата да аболицира, тоа е Зоран Заев за случајот Глобал кој што тежи 8 милиони евра. Тоа е едниот аспект на прашањето кој би сакала да добие ваш коментар, а вториот е околу специјалното јавно обвинителство кое на сите анкети кои излегуваат во изминатиот период покажува дека има сериозен проблем во придобивањето на довербата на граѓаните кои сметаат дека сепак се работи за институција која што работи под силно партиско влијание или со една агенда за оцрнување на само една политичка партија. Може ли ова специјално јавно обвинителство, односно тимот на Катица Јанева кој во моментот функционира, да спроведува правда? Прво околу аболицијата, ние јасно кажавме уште на самиот почеток дека иако идејата на председателот може би беше добра, сепак начинот на кој што беше изведена е нешто со кое што не се согласуваме. Да подсетам дека ВМРО не беше прва партија која што реагираше. Ние го предложивме заедно со ДУИ законот во собрание кој што му овозможи на председателот да ја повлече помилувањата и ние го изгласавме без присуство на опозиционата СДСМ. Од друга страна тие беа многу гласни и преку невладините и самите тие против оваа мерка, а самиот председател Иванов кажа дека Зоран Заев е единствен лидер од поголемите политички партии кој што побарал од него да биде аболиран за да може да учествува на изборите на 5 јуни. Тоа беше нешто што председателот јавно го кажа и тоа останува трајно во меморијата, така што претпоставам по логиката дека еднаш веќе ги искористил тие привилегии на председателот, не беше проблем за него да искористи и втор пат, но во исто време да сака јавно да ги критикува. И тоа е нешто кое што е многу провидно, го препознаваат граѓаните. По однос на СЈО, неколку работи би сакал да кажам. Прво, ВМРО ја поддржува институцијата специјално јавно обвинителство. Ние го подпишавме договорот од јуни-јули со кој што е предвидена. Ние гласавме во собранието и за кадровското решение, гласавме и за буџетот на институцијата, гласавме и за законот со кој што се формираше специјалното јавно обвинителство. И според нас, добро е да постои таква институција која што ќе ги отвори сите прашања поврзани со нелегалното прислушување и доколку има одговорност кај одредени личности, за тие личности ќе поднесе соодветни пријави пред судот и судот после тоа ќе ги цени истите. Она со што не можеме да се согласиме е комплетната партизација на специјалното јавно обвинителство. И Република Македонија и главниот град се мали, преку 20 луѓе се знаете со секого.
Онаа атмосфера која што стигнува и оние информации кои што стигнуваат до нас е дека вработените во специјалното јавно обвинителство, главната обвинителка и нејзините помошници, не само што водат чиста партиска агенда, не само што имаат редовни средби со највисоки представници на опозиционата СДСМ, вклучувајќи го и председателот на партијата Зоран Заев, туку веќе својот гнев и омраза кој што го имаат пред ВМРО ДПМН не се обидуваат да го скријат ни во приватни разговори, ни во разговори со своји блиски, познаници, пријатели и така натака. Тоа не е објективна работа. Понатака, од сето она што излезе во јавност, ние не можеме да видиме ни едно дело, не мора да сте многу стручни во право, каде што има сериозни и цврсти докази. Се работи по пријави кои што ги поднесе СДСМ врз основа на разговорите кои што ги објавија, и ако ги гледате пресконференциите на СДСМ, истите работи ги гледате на пресконференции на СЈО една година подоцна, што значи дека се работи за едно добро смислено сценарио, каде што минатата година беа емитувани во јавност нелегално преслушувани разговори, оваа година се повторуваат истите преку пресконференции на СЈО. Понатака, не можете да најдете барем во Европа ни еден јавен обвинител или јавно обвинителство кое што не почитува презумпција на невиност. Во Македонија тоа стана пракса. Одржуваат пресконференции на кои што или директно кажуваат имиња и презимења на луѓе кои што не се ни осомничени, туку почнува предистражна постапка за нив, за да објаснам за граѓаните. Предистражна постапка може да се отпочне и само на допрен глас, и може никаков доказ да не се најде, и после тоа да нема ни истражна постапка, ни обвинение, камоли пресуда. Затоа треба исклучително тајна да биде таа. Апсолутно. Затоа велам, значи нема презумпција невиност, се оди со имиња и презимења на луѓе или се оди со функции кои што јасно имплицираат. Например, на една од пресконференциите се вели една поранешна во женски род, една поранешна министерка за внатрешни работи. Во Македонија имало две министерки за внатрешни работи, од кои што за жал едната е почината, и тоа јасно имплицира на кого се однесува пресконференцијата. Така што за жал специјалното јавно обвинителство преку луѓето кои што го водат стана инструмент за политичка борба на опозиционата СДСМ. На тој начин не изгуби довербата кај граѓаните, ги гледаме анкетите, и во овој момент согласно сите анкети кои што сме ги виделе, личност со најмала доверба во јавноста е апсолутно шефот на јавното обвинителство. Тоа не е добро за никого, нити е добро за кредибилитетот на процесот, нити е добро за самата неа, нити е добро за институцијата која што ја води. Ние сериозно се надеваме дека ќе се поправат во периодот кој што доаѓа. Нашата поддршка останува, сето она што е во рамки на законот за поддршка на институцијата останува, без разлика дали се работи во однос на буџетскиот дел кој што гласа собранието на Република Македонија, без разлика дали се работи, како што кажа, во она што го направивме во минатото, но мора да има сериозен пристап и од другата страна доколку сакаме да видиме реални резултати. И на крајот, не можам да замислам како е возможно да се повикува на почитување на обврските од сите, а да не се почитува сопствените обврски. Една од ретките обврски во законот која што ја има специјално и од јавен обвинител е еднаш на 6 месеци да дава извештај пред собранието на Република Македонија. Пред собранието на Република Македонија доаѓаат сите највисоки функционери во државата, почнувајќи од премиерот, министри, директори и така натака. Единствен кој што не доаѓа е специјалниот јавен обвинител. Тоа покажува се за односот кој што го имаат кон институциите. Повторувам уште еднаш, се надевам дека овие апели ќе се разберат добронамерно и дека во следниот период ќе почнат сериозно да го менуваат начинот на работа, доколку не, впечатокот дека се работи за партиска испостава на СДСМ ќе остане. Ако добро се сеќавам, специјалната обвинителка ве прогласи сите вас за нелегитимни претениците парламентот, Уставниот суд и сите институции кои во моментот функционираат, освен специјалното јавно обвинителство, патем избрано од вас нелегитимните претеници во оваа држава. Апсолутно. Значи, ако ние сите сме нелегитимни, тогаш и специјалното јавно обвинителство е нелегитимно, затоа што нелегитимен орган избрал друг нелегитимен орган, ама повторувам, тоа кажува за начинот и стилот на работа, кој што уште еднаш да кажам, заради доброто на државата, се надевам дека ќе се промени. Кога меѓународните пријатели говорат дека треба да се подржи работата на специјалното јавно обвинителство, истата да е независна, пораката треба да се чита малку пошироко.
Пораката значи токму ова што кажувам, а тоа е да институцијата работи согласно закон, независно, непристрасно и отворена кон сите, но во исто време согласно законот и со законски докази. Некако гледам дека таа порака бега во јавноста, ја кажуваат нашите меѓународни пријатели, но не е разбрана доволно во јавноста и затоа ја нагласувам. Така, кога зборуваме за сликата за Македонија во меѓународната заедница, во изминатиот период имаше бројни шпекулации, од тоа дека Македонија ќе загуби препораката за старт на преговорите за членство во Европската унија, до црни сценарија, ставање на црни листи на високи функционери на ВМРО-ДПМН, забрани за патување за шефот на државата, кој патам не сме го виделе во Македонија, бидејќи постојано е некаде на службени патувања и средби со негови колеги, се покажа дека овие информации кои излегуваа во јавноста не беа точни. Која е реалната слика? Вие сте во чести контакти како представник на македонскиот парламент во парламентарното собрание на Советот на Европа, имате контакти со европските пратеници, како и со на ИПП, Европска народна партија, каде што членува вашата партија ВМРО-ДПМН. Каков е впечатокот таму и што очекуваат да се случува во земјава во периодот кој следи? Прво мислам дека надвор од Македонија имаме многу пријатели, многу добронамерни пријатели, луѓе кои што ја почитуваат Македонија, луѓе кои што ја сакаат Македонија, кои што сакаат да ја видат Македонија на една добра патека. Некако остана незабележано во јавноста. Има референдум сега во Велика Британија дали државата да остане во Европската унија или не. Премиерот јасно кажа дека поддржува Македонија да стане член, значи премиерот Камерун кажа дека поддржува Македонија да стане член на Европската унија. Велика Британија е една од двете најсилни држави во Европската унија. Така што мислам дека имаме многу сериозни пријатели надвор. Во исто време, факт е дека домашните случувања не можат да не ви се одразат на имиджот, односно на сликата која што се гради за вас надвор. И секогаш тоа го кажувале сите наши пријатели дека за имиджот на Македонија подеднакво се одговорни и власта и опозицијата. Доколку имате ваква опозиција каква што имате, секако дека имиджот на државата ќе се нарушува. Но сите дискусии кои што се отвориле надвор, мислам дека се добронамерни. Дел од нив се сериозно злоупотребени од дел од медиумите во Македонија, преку вадење од контекст или преку извртување на изјавите, а дел се работи за чисто политички и партиски интерпретации на добронамерни пораки од надвор. Например, една од работите која што беше комплетен нонсенс и која што за оние кои што малце ја познаваат работата е смешна, беше дискусијата околу така наречените санкции. Санкции прво се воведуваат за држави кои што произведуваат или извезуваат тероризам, држави кои што имаат сериозен криминал од меѓународни размери, не знам, шверц на дрога, трговија на луѓе и така натака, или сериозен воен конфликт во рамки на државата. Ние немаме ни едно од трите. Така што таа дискусија беше смешна за сите кои што малце ја разбираат темата. Но она што за жал се случува е создавање еден контраефект дома, затоа што тоа и последните анкети го покажуваат. Континуираното играње со овие теми, ако видите СДСМ или нивните поддржувачи, прво кажуваат што ќе побараат од меѓународната заедница, што ќе разговараат со локалните амбасадори овдека, кој е нивниот став, па после кажуваат кој е ставот на СДСМ или на оној кој што пишува текстот и така натака. Тоа создава впечаток кај дел од граѓаните дека дел од меѓународните представници се пристрасни и создава отпор према нив. И тоа е најлошото што може да и се случи на Република Македонија. Јас не мислам дека било кој од луѓето кои што доаѓаат во Македонија, доаѓаат со лоши намери, нити доаѓаат пристрасно. Уште помалку мислам дека представниците на државите во Македонија преку амбасадорите и амбасадите имаат лоши намери према Македонија. Факт е дека една голема фондација, тоа е фондацијата Сорос, е целосно злоупотребена во Македонија. Факт е дека низините средства се користат за партиска агенда, но се надвор од тоа не мислам дека е со лоша намера. Така што Македонија има многу пријатели надвор, има луѓе кои што сакаат ова да заврши што поскоро, луѓе кои што сакаат да ја видат иднината на Македонија во Европската унија и во НАТО, и тоа треба да го користиме. Како потврда на ова што го кажувате, неколку работи е само да набројам.
Во овој момент министерот за одбрана е на сериозна конференција во Вашингтон, каде што се зборува за проширувањето на НАТО со највисоки представници на Соединетите американски држави. Претседателот на Чешката република е во посета на Македонија, е во Охрид овие 2 дена со претседателот Иванов. Партиска делегација на ВМРО-ДПМН на највисоко ниво, како што кажавте, беше примена во Луксембург на годишнината на Европската народна партија и досега до овој момент Никола Груевски во својство на премиер на Република Македонија е единствениот лидер од цела Југоисточна Европа кој што имал прием во Белата куќа оваа година. Значи, од Грција до Словенија, од Албанија до Романија нема втор претседател или премиер на држава кој што во текот на 2016 година до сега имал прием во Белата куќа кај претседателот или кај подпредседателот. Подобри докази од тие нема. Господин Николовски, ви благодарам што бевте мој гостин во Пулт на Радио Слободна Македонија. Благодарам на можноста и да посакам на сите и основци и средношколци да уживаат во распустот кој што им почнува денес. Многу убави моменти ова лето кои што ќе ги паметат. Ти благодарам, Александар. Останете со нас, се враќаме по музичката пауза. Почитувани слушатели, во ова издание на Пулт можевте да го проследите разговорот со пратеникот Александар Николовски за домашната и меѓународната политика. Ме повикувам доколку сакате да го погледнете и на rsm.mk во видео издание. Тоа беше се во ова издание на Пулт. Јас сум Славе Царсов, уредник и водител на програмата во продукција на Трговското радиодифузно друштво Радио Слободна Македонија. Пријатен ден. Интервјуа, анализи, жешки теми. Политички магазин Пулт на Радио Слободна Македонија со Славица Арсова.